24 годишната Јулија Митраска од Охрид е прогласена оваа година за најдобро дипломиран студент на Филозофскиот факултет во Скопје со просек 10.0 на одсекот Историја. Меѓутоа, оваа девојка е доста интересна и со незиното необично хоби, а тоа е креирање на костуми од нордиска, словенска и грчка митологија. Токму поводот за незиното гостување денес ќе биде оние импресии кои што ја останале од студирањето овде во Скопје и секако да го начнеме она интересно кое што го опишува незиното хоби. Најпрво ќе и посакам топло добре дојде на Јулија во емисијата од своја страна на телевизија Сонце и ти благодарам што ја прифати мојата покана. Ви благодарам и представува особена чест што сум гостин во оваа емисија. Ова е за тебе прво телевизиско појавување, јас ќе ти кажам да се опуштиш дека ништо не боли. Ова ќе биде сосема еден спонтан муабет. Многу ми е драго, Јулија, што ја прифати мојата покана и многу ми е драго што ќе имам честа еве да говорам токму со една сестрана елоквентна личност која што навистина вреди да има медиумско внимание кај нас. 10.00 просек, најдобар студент на Филозофскиот факултет, што значи тоа за тебе? Што се однесува до наградата најдобро дипломиран студент науки, сметам дека тоа е уште една индикација дека сум го направила вистинскиот избор на студиска програма, затоа што сметам дека е многу важно кога посветено го изучуваш она што го сакаш. Ова од друга страна за мене представува поттик да продолжам со понатамошната наградба и на втор, а понатака и на трет циклус студии. Тешко ли беше да се изучува историјата и колку младите денес се одлучуваат токму за овој одсек историја на Филозофскиот факултет, колку време ти беше потребно за да се постигне целиот тој успех, целиот тој процес? За мене не беше тешко, затоа што пред се учев од љубов и учев со посветеност. Не го сваќав како обврска дека морам да ги положам предметите, бидејќи во спротивно ќе платам пенали. Така едноставно, кога нешто го работиш со посветеност и затоа што сакаш да го изучуваш тоа, успехот се доаѓа сам по себе. Точно. А зошто токму историја еве? Од каде љубовта кон оваа наука? Не знам дали повеќе бев магепсан од самиот Охрид, кој што е заробен во една временска капсула, или од фактот што уште од мали нозе ги посетував спомениците на културата и пред се ископувањето на Плаошник почетокот на 2000-те години, заедно со мојот татко, кој преку неговите приказни ме навраќаше во минатото. Така, ти имаш едно необично хоби, сега прашањето ми е мене колку хобито ти е поврзано со процесот на изучување на историјата и колку можеби еве факултетот, односно универзитетското образование влијаеше на тоа ти да засакаш креирање костуми од нордиска, грчка и словенска митологија. Значи, токму така, проучувањето на митологијата од една и историјата на Византиската империја од друга страна, несомнено има импакт врз тоа да изработувам костими, кои што како млад истражувач настојував да бидат како една моја интерпретација на одредени историски збиднувања, кои што ќе бидат визуализација за останатите луѓе кои што не се толку упатени во историјата. На подобар начин да им ги доближиш работите? Да, да доближиш некои работи за кои се уште дебатираме во историјата. Тие претпоставам нема да седнат да прочитат некоја историска статија, туку ќе го видат финалниот продукт и можеби ќе се заинтересираат, можеби ќе започнат нели понатака да прочитаат нешто дополнително. Како почна целиот тој процес на креирање на костуми? Кој беше првиот костум кој што го изработи? Еве како почнува и завршува целиот тој процес од идеја до реализација? Значи, првиот костум го изработи во средно училиште, кога бев средно училиште. Тоа беше карактер од видеоигра, Assassin's Creed Unity. Долго време играв таа игра, долго време се поистоветував со карактерот Елис. Претпоставам затоа што беше црвенокоса пред се, не знам, имам некоја особена фиксација кон црвенокоси девојки. Всушност, црвена сум од 7-мо деление, бидејќи бев инспирирана од Mary Jane Watson, од Spider-Man. Да, јаве уште сум црвена и не планирам да го менувам тоа. Значи, поистоветувајќи се со Елис, буквално го отворив гардероберот, извадив неколку парчиња облека кои што сметав дека се идентични со тоа што го носи таа, се облеков и излегов во кафеџи. И какви бе реакциите еве на сите оние кои што те забележа? Претпоставам те забележува, не беше реакциите секојдневно.
Чудни малку, особено кога во мал град ќе се случи Аха. такво нешто што е необично за луѓето. Ова за во Охрид зборуваме, ти во Охрид се за појави во Охрид, кафич. Да, меѓутоа кога ме виде друштвото, ја препознаа веднаш играта бидејќи постојано им зборував за неа. И река, каде си Елис? Така, што се случува со оној тим кој што работи со тебе? Имаш ли, претпоставувам, правите фотосесии, целиот тој процес нели на креирање на костум, па се до неговата визуализација и представување во јавноста? Да, со Мартина соработуваме како за фотографирањето, така и за подготовка на целиот концепт, значи од избор на локација, преку стајлингот, па се до финалниот продукт. Клучно е покрај себе да имаш фотограф кој што покрај тоа преку неговиот објектив ќе ја долови твојата замисла, ќе вметне и некои своји идеи. Поради тоа уживам во соработката и со Мартин, и со Мартина, и со Звонко, дечки ништо без вас. Така, еве ќе ги поздравиме овде. Кажи ми, колку сте еве во Македонија? Има ли многу со вакво хоби? Има ли многу млади личности со косплејот кои што се се занимаваат? многу добри, можам да кажам со сигурност дека се многу подобри од мене. И баш ми е мило кога ќе видам и некои други што се занимаваат со тоа хоби, како со текот на времето тој комјунити ни расте. Така, Особено во Македонија како помала така земја. токму во Македонија каков е сенсот еве за косплејот како? Мислам дека го прифаќаат луѓето со текот на времето. Значи јас најчесто луѓето го поддржуваат она што го правам, меѓутоа има и такви кои што одвај чекаат да искритикуваат некои банални промени кои што најчесто намерно ги правам затоа што не сакам мојот финален продукт да биде идентичен со дадениот карактер, туку настојувам да вметнам некој свој твист. Бидејќи така се чувствувам дека така чувствувам поголема уметничка слобода. Имаш ли некој најдраг костум и еве колку брои твојата колекција на костуми кои што ги имаш изработено? Ако ги вклучиме костимите кои што сум ги изработувала во средно училиште, околу 30-тина, претпоставувам, а дефинитивно најдраг ми е Алекстраза од World of Warcraft. Така, планираш ли можеби некоја промоција на сето она кое што досега го имаш изработено? Некој друг? Не. Не. Ке си го чуваш себично за Не тебе? се чувствувам толку дека сум добра во она што го правам. Сметам дека ми треба уште многу време, уште многу посветеност, многу труд. Така, паралелно си професор, наставник во основно образование по предметот историја. Кажи ми колку е предизвик да се работи со најмладите, со децата и како успеваш да им ја пренесеш историјата како наука? Не секој ја сака историјата. Да, точно, и свесна сум за тоа, уживам да работам со деца. Инаку главен фокус како наставник ми е кај учениците да развијам критичка мисла. Значи, уште на првиот час им кажав, дечки, џабе ако ми испеете од книгата Константинопол падна 29 мај 453 година. Всушност, она што ги прашувам ќе биде зошто падна или кои се последиците од падот на Константинопол. Значи, да размислам малку подалеку, а не само да прават репетитио на тоа што го пишува во книгата. Инаку, во однос на предавањата, секогаш настојувам да им направам некаква приказна, која што ќе биде интересна, да вметнам анекдоти, да вметнам зафарканци кои што, нели, полесно можат да ги сватат. Како те доживуваат еве како една млада наставничка, млада учителка? Те доживуваат ли како една од нив? Да, особено со осмите по предметот граѓанско дискутираме за нивните проблеми, бидејќи, нели, во рамките на самиот предмет можеме тоа да го правиме. Друга работа, многу позитивно сум изненадена што секојдневно добивам цртежи од учениците, потоа комплименти колку е добар мојот стил, колку сакаат тие да имаат таков стил. Така, ми давајте еден поттик за да продолжам. Паралелно со професијата и хобито, каде го наоѓаш балансот за сето она кое што го работиш, сето она кое што го креираш и која е тајната на сето она кое што те прави успешна? Најсвоја сум затворена во домашната библиотека со книга во едната рака, моливче во другата рака, со која или скицирам некој нов карактер што ќе го правам во иднина,
Или запишувам можни решенија за некои историски енигми кои што ми се вртат во главата во тој даден момент. Кој период од историјата, Јулија, тебе ти е онака највпечатлив, што секогаш ќе знаеш што се случувало тогаш и да те разбудат во 3 на полнок, да, тогаш тоа се случуваше. Што најмногу те интересираше да изучуваш? Хаотичниот ран среден век. Така. Сите бегаат од него. Така. Еве конкретно за историјата на нашата држава, заинтересиран ли е денес младиот човек да си го знае минатото, да си ја знае историјата на својот народ? Од оно што го гледам кај учениците заинтересирани се и поради тоа настојувам особено кога го работиме тој период да вметнам повеќе извори за да видат што луѓето запишале тогаш, а потоа малку да се осврнеме и на толкувањето на изворите. Бидејќи нели пред се во историјата треба да се водиме од самиот извор, а не од толкувањата. Затоа што толкувањата лесно можат да станат и политички. Така. И сметам дека тоа е постигнато и Кои се импресиите од филозофскиот факултет, како одеше процесот на студирање? Колку студенти броеше вашата група? Има ли заинтересираност кај младиот човек за изучување на историјата на факултет? Јас на почетокот се запишав на студиската програма Историја со архивистика. Значи ние бевме околу 15 студенти, меѓутоа заедно со историчарите на почетокот броевме 50 студенти со текот на времето, нели? Се намали тој број, мислам дека дипломиравме околу 30 или 35 студенти. Што се однесува до студентскиот живот, ако некогаш би можела да се вратам во еден период од мојот живот, тоа дефинитивно ќе биде студентските денови. Значи, совршен баланс помеѓу потрагата по знаење и потрагата по нови места каде да излезам. Инаку, самите предавања на факултет не беа конвенционални. Често се случуваше поради тоа што ќе влезевме во жестока дебата колегите да се задржиме подолго во слушална, а често пати продолжувавме дебатата и надвор од факултетот. Инаку посетував предавања на други институти, пред се Институтот за археологија и Институтот за етнологија и антропологија. Инаку, исто така често одев по свирки, по концерти во МКЦ, максимално ги искористував бенефициите кои ми следуваа како студент, значи дали патување во други градови, дали посета на музеи, дали посета нели на театарски представи, тоа ми беше омилениот дел, претпоставувам. Сега просеков беше бркање на просек или просекот си дојде како награда за трудот? Никогаш не сум била човек кој што брка просек. Едноставно, задоволна сум од целиот исход, задоволна сум што и наставниците го препознаа капацитетот и нели оцените доаѓаат како резултат на вложениот труд, а не бркање на просек или не знам како некој што преполагаат. Затоа што ето, индикатор дека не бркам просек е како завршив средно училиште, матурската по македонски ми беше 4 иако пратив приговор. Така. А што е следно на твојата агенда во однос на хобито? Што да очекуваме? Може би некој нов костум? Во што си облечена денес? Значи, моментално работам на еден, ајде да го наречам мини проект, инспириран од словенската митологија. За разлика од останатите митологии со кои што се запознаваме уште во текот на училишните денови, словенската митологија има еден мал проблем во однос на низината интерпретација. Значи, од една страна тоа е поради недостаток на пишани извори, но од друга страна поради християнизацијата. Поради тоа се надевам дека со финалниот продукт кој што ќе го направиме, а за кој искористив и научни трудови од наши еминентни професори кои се занимаваат со таа проблематика, дека преку фотографијата на луѓето ќе им ги доближиме омилените легенди и преданија и ќе го свртиме фокусот кон нашата богата традиција, бидејќи навистина имаме со што да се фалиме. Јулија, како млад академски граѓанин и успешен човек кој дипломира со 10.00 просек, кажи ми од твоја перспектива, може ли Македонија да ги задржи своите успешни млади кадри? Бидејќи по природа сум непоправлив оптимист, сметам дека може, затоа што сепак на крајот на денот од нас зависи какво општество ќе изградиме. Сите и каков пример ќе им оставиме на идните генерации.
Сметаш дека кариерата може да ја градиш токму овде или сепак би размислувала нешто надвор да пробаш, еве конкретно и со косплеот? Не, кариерата дефинитивно ќе ја градам во Македонија, бидејќи сакам на луѓето да им го пренесам својот ентузијазам кој го имам, како за историјата, така и за косплеот и барем кај некој од нив се надевам дека ќе се запали една мала искра да продолжи нешто такво во Кој е твој ветер во грб? Кој е твојата најголема подршка? Мојата фамилија, моите пријатели. Како реагираат на се ова што правиш? Еве, конкретно за хобито, денес на тоа ставаме фокус. Еве, учениците како реагираат на тоа, бидејќи веќе се шири бројката на оние кои што знаат што правиш и кои што те препознаваат веќе. Учениците немаат пристап до моите социјални мрежи, меѓутоа посебно добив информација дека некои родители го прочитале интервјуто во Фокус и дека се воодушевени од тоа што го виделе, особено учениците биле воодушевени дека имаат таква наставничка. Се надевам дека некој од нив барем ќе продолжи да го прави истото што го правам јас. Дали ќе студира на историја, дали ќе си го тера своето хоби, независно дали во Македонија ќе го прифатат на почетокот или нема да го прифатат. Така, што друго ти исполнува на еве надвор од целата она професионална кариера, што ти исполнува како млад уметник во твоето преостанато слободно време? Која е Јулија? Само видеоигри? Најчесто видеоигри и книги. Тоа ми е дефиницијата за поминување на слободно време и некоја добра серија. Јулија, кажи ми, ајде еве од идеја до реализација, како оди целиот тој процес на создавање на костуми? Значи, ако имам тихе на моја страна, наоѓам 3D модел од таргетираниот карактер и анализирам кои делови од костумот можам да ги реализирам, а за кои не сум, кои од тие се преголем залак за мене и морам да ги импровизирам. Меѓутоа, ако тихе не е на моја страна, тогаш се вклучувам во видеоиграта и гинам онолку пати колку што е потребно да го фатам добриот кадар на скриншот, за да можам добро да го разгледам и да го изведам целиот. Колку е специфичен целиот тој процес? Вака од страна се изгледа дека малку е специфично и бара време. Да, токму така, бара време, меѓутоа сметам дека барем во летниот период имам прилично слободно време. Инаку, потоа, откако нели ќе видам што ќе изработувам од карактерот, најпрво на А4 формат обична хартија, ќе исцртам една скица од сите парчиња, затоа што имам проблеми со димензиите, или ми спаѓаат преголеми, или ми спаѓаат премали. Дури откако ќе го направам идеалното парче, го сечам од ева пена и омилениот дел ми е боењето кое што барам многу трпение. Така, колку континуирано е потребно да се работи на овие процеси на креирање на костуми со цел да не се загуби оној континуитет во работењето? Јас често работам со многу голема пауза, меѓутоа не го губам сенсот за изработката. Например, некогаш едноставно ќе немам време периодот да го доработам и се ведам подобро да стопирам и да продолжам во иднина, кога ќе имам повеќе време, одошто да е на брзина и да испадне многу. Колку беше посветена во текот на студиите на косплејот? Или малку стагнираше тој дел? Малце стагнирав, меѓутоа повеќе се интензивира целиот тој процес за време на карантинот. Си најде. На сите ни влијаеше. Така, си најде една занимација плюс. Да, тогаш научив да шијам, бидејќи мајка ми е текстилен работник. Да, интересно е за тебе, тоа го зборевме позади камерите, дека ти научи да шиеш од твојата мајка со цел да си помогнеш и во процесот на изработката на костумите. Колку беше предизвик да се научиш шиењето? Не беше многу голем предизвик. Мислам дека од мајка ми тоа го имам наследено. Меѓутоа денес интересно. Јас не знам да си зашијам копче. Убаво да си кажам. Меѓутоа беше многу важен момент затоа што до тогаш се што требаше да сошијам шиев рачно. И тоа одземаше многу време, многу нерви, па ќе се заплетка иглата со конецот, па цело отпара го. А вака со машината буквално целиот процес и ми се убрза и ми се промени, освен за некои комплицирани кроеви за кои што одам кај мојата шивачка и може би со мајка ти соработуваш, правите заедно костуми? Да. Супер, тоа е таа подршка, тој ветер во грб. Да, јако на почетокот не беше многу настроена. На почетокот беше ајде што се занимаваш? Да, буквално тој коментар го добив. Што е ова? Што е ова сега зашто го прави? Нешто фрлаш пари. Да, меѓутоа сега ми е најголема поддршка. Така. Само вели кога ќе направиш нешто ново, кога ќе те споделам. Да. И тоа многу значи. Убаво е.
Многу значи. За наметни прашањето, има ли некој костум што дамна го меркаш, ете, меѓутоа некако ти се чини невозможно да го средиш онака, да го скоцкаш по твој... Силванос. Уште мислам дека не сум дорасната за да го направам. Ти Добро. треба малку повеќе самодоверба. Мислам Да. дека треба повеќе малку да ги прикажуваш работите што ги изработуваш. Не само доверба, туку ми треба и повеќе време и повеќе материјали. Да, еве ајде и за материјалите. Како се снабдуваш со сите, бидејќи имаш необични работи, некои кои што не може да се најдат овде? Во Охрид ми беше потешко да се снаоѓам со материјали, особено бидејќи имаме само еден дуќан од каде што може да се купат материјали, еден дуќан од каде што може да се купат монистри. Меѓутоа во Скопје имаме поголем избор, пред се на Бит пазар, буквално се што може да се најде таму. реклама на Бит пазар. Апсолутно. Меѓутоа Дечки, вреди. продолжите со цените. Така, многу ми беше драго што еве во изминативе минути од твој време да бидеш дел од своја страна. Се надевам дека ја разбивме темата и дека си помина убаво во мое друштво, токму тука во студиото на телевизија Сонце. Јулија, ќе ти честитам за се досега што си постигнала, за се она кое што го правиш, за се она кое што ни го прикажуваш. Јас сум уверена дека ти ќе бидеш забележана тек допрва, звездата е родена. Ние ќе бидеме секогаш тука да те следиме во чекор со тебе и да се гледаме само за убави работи. Ти благодарам. Јулија Митревска од Охрид, 24 годишната девојка која дипломира со 10.0 просек на Универзитетот Свети Кирил и Методи, девојката која има едно необично хоби, изработува костуми од словенска, нордиска и грчка митологија и девојката за која што добрава ќе се слушне. Ми беше често токму со неа ви го представивме ова интервју и што успеавме да го задржиме и овој пат вашето внимание. Јас овде ќе ве поздравам и ќе ви закажам наредна средба, наредната среда во истиот термин на фреквенцијата на телевизија Сонце. До тогаш останува да ве поздравам и да посакам да се видиме.